Со председателот Стево Пендаровски. Добро вечер, председатели, добре дојдовте. Добро вечер, добар најдов. Поминаа 3 месеци од прифаќањето на така наречениот француски предлог. Кога го прифативте, отидовте против оние кои протестираа, против политичките партии во парламентот кои не го прифатија, против анкетите кои покажаа 70% од граѓаните дека не го прифаќаат тоа решение. Сега поминаа 3 месеци и експертите ве предупредуваа дека евроинтегративниот процес нема да оди едноставно со такво решение како што прифативте. Поминаа 3 месеци, се отворија 2 бугарски клубови со фашистички имиња, многу провокации во Европскиот парламент слушнавме, а сега и нов пакет на барање од политичките партии во Македонија за да се исполни првиот устав, а тоа е промена на уставот. Поблиску сме до Европската унија сега 3 месеци подоцна. Добро вечер уште еднаш. Во вашето барање има најмалку 3 до 4 прашања. И не можам да видам корелација меѓу отпорот некогаш и отварањето на бугарските клубови во Македонија сега со брзината на евроинтеграциите. Објективно, ние ги почнавме преговорите, скринингот почна, ќе трае 14 месеци до ноември до година. Бугарските клубови што се основаат за сега, јас се надам и понатаму, не го оспоруваат тој процес. Создаваат негативна клима помеѓу двете држави, помеѓу граѓаните, тука ќе се согласите. Затоа зборам 70% граѓани не го прифатија во јули месец, а анкетите не покажуваат некоја промена. Имате некои понови информации? Имам понова анкета која не е презентирана во јавноста, се разбира, ја правеше една невладина организација во Скопје, која покажува дека тој процент, отприлика тој процент на спортиставување, зборувам за летните месеци, да, дека сега е падна за 20%. Што е драстично пониско од тоа што беше тогаш. Се уште не сме во мнозинство за така наречениот француски предлог, меѓутоа факт е дека од кога луѓето видоа дека нема никаква опасност, а денеска точно во овие моменти имаме еден одличен показ или доказ дека француската рамка или она што беше претходно бугарски барања, дека не поништуваат или оспоруваат како македонци, зборувам за договорот кој е денеска, мислам дека веќе подпишан со Фронтекс. Знаете што, атаците на Бугарија неспорно 2 години наназад беа насочени кон македонскиот идентитет. Клучната битка во рамки на сите тие преговори и во последните 6 месеци додека Франција беше председавач, беше да го задржиме идентитетот, односно она што е битно, јазикот, бидејќи другите работи се лична работа на секој од нас, јазикот да стане еден ден официјален покрај сите други 24 официјални во Европската унија. Ние тоа го имаме и нема никаква звездичка, никаква фуснота, нема според официјалните јазици на Северна Македонија, Република Бугарија, има баш македонски јазик, точка. Така што мислам дека тоа дополнително не значи ништо тоа во однос на тоа како ќе биде официјалниот јазик еден ден во Европската унија. Тука ќе мора да признаете дека има разлика помеѓу користењето на македонскиот јазик и еден ден при приемот како ќе гласи името на официјалниот јазик. Тоа се нарекува правна пракса и традиција. Ако вие во првиот, ова е наш прв документ со ЕУ како таков. Значи со ЕУ во целина. Ако ние почнеме со сите 27 земји членки, вклучително и Бугарија која се не става вето, не забораваме, значи за Фронтекс договорот Бугарија има повеќе од 3 години забелешки. Они ги нарекуваат резерви според нивниот бирократски речник во Брисел. Бугарија нема никакви. Мислите дека Бугарија сега ќе каже да за македонски јазик во чиста форма, а после 2, 3, 5 години ќе рече не, нема македонски јазик? Добро, не знаеме, Бугарија не ставаше вето на членството на Македонија ни во НАТО, ни на отварањето процеси во Европската унија, додека не почна да става вето на процесите. Еве да ве посетам на клучните бугарски барања, ќе се обидам во двете реченица. Сакам да речам, немаме ние сега со францускиот предлог или со било кој друг акт кој што го имаме во односите со Европската унија, никаква гаранција дека јазикот ќе биде македонски, дека нема да се наруши идентитетот во тој процес, она за што стравува и опозицијата и овие 70% граѓани на анкетите. До сега мислите дека договорот денеска подпишан со Фронтекс, не е гаранција? Вие мислите дека тоа е гаранција? Апсолутно. 27 земји членки пред неколку недели постигна консензус, а Бугарија, тоа е во записници во Брисел везено, Бугарија ги крена своите резервации ги нарекуваат во однос на јазикот. Фронтекс до сега не беше подпишан само затоа што една земја членка Република Бугарија велеше не може да биде подпишан и на македонски јазик. А поголем доказ од ова здравје. Што може да биде утре? Дај Боже, може астероид да удри во земја, меѓутоа сега сите 27 земји членки начело со Република Бугарија велат да постои македонски јазик. Точка.
за да ги почнеме де факто преговорите со Европската унија, треба да го промениме уставот. Во овој процес кој не е ни почнат, веќе почна условување од дел од партиите во Македонија. Ако во јули 68 пратеници кажаа да за заклучоците во собранието дадоа поддршка на преговарачката рамка, сега по овие математики поддршката нема да има апсолутно мнозинство ако не се исполнат условувањата од Алијанса за албанците и од БЕСА, веројатно и други партии ќе пројават свои интереси за други промени во уставот кои би значеле изедначување на македонскиот и албанскиот јазик како службени јазици. Кој е ставот на председателот? Морам да ви кажам дека ова не е точно. Најкултурно да се изразам, не е точно, затоа што барањата кои сега некои од албанските политички субјекти ги вадат на површина, да нема 20% да има албански јазик и така натаму, немаат никаква врска со мнозинството кој и порано и денеска двотретинско го немаме. Значи ова се барања кои тие ги истакнуваат. Ама сега вие велите не е точно е БЕСА и Алијанса има пресконференција и рекоа за да гласаме за промени во уставот имаме услов. Гледате, Славица, значи ние немавме 2/3 ни во јули. Добре, јасно. И Сакам да кажам дека бројката се намалува на луѓе кои што во овој момент велат да за промена на уставот. Од јули до сега бројката се намалува или има нови барања, нови услови. Не постои начин ние да шпекулираме однапред дали ако гласам за 2/3 ќе ми дадеш нешто трето или пето. Ќе има и други барања. Јас ви кажувам дека првичните проценки во јули и во август беа дека не повеќе од 74 пратеници би гласале. Значи немаме 2/3. Сега се вратам на оно што помене суштински. По мене суштински е тоа дека, јас го кажав во едно моје јавно излагање пред некој ден, не мислам дека во тој процес треба да влеземе со главата нанапред без да мислиме кај евентуално можеме да удариме. Не би сакал ни случајно, како граѓанин, не само како председател, да видам процеси слични на усвојувањето на Преспанскиот договор. Па добро, ова така почнува да личи. Ако Значи, треба да се усвои до овој момент нема никаква формална иницијатива на страна на владините партии да се договориме за 2/3. Мојот совет беше и до владата, и до јавноста, мислам дека ние треба да одиме плански и да не брзаме во тој процес. Значи, ние имаме 14 месеци скрининг. Не мислам, навистина, го кажам 100 пати тоа, да го повторам и вечерва, не мислам дека тоа треба да биде апсолутен политички приоритет број 1. Ние имаме толку многу реформи кои можеме умеѓу време со скринингот да ги детектираме и да ги поправиме, и кога ќе дојде време на крајот на тој скрининг, тогаш ќе прашаме во парламентот имаме ли сега 2/3. Не мислам дека треба 14 месеци од сега ние да ги потрошиме и да одиме од човек на човек, од пратеник на пратеник, а дали би гласал ти тоа, сепак европската иднина во прашање. Јас се надам дека и во владата, тоа е превладувачко расположение. Кој е вашиот став еве за овие барања? Независно од тоа дали треба сега да се решат, дали за 14 месеци. Кажете ми ајде за 20 бришање на 20% како услов во уставот за употреба на албански јазик. Јас вас ве прашам. Јас сум го кажувал уште пред неколку години. Значи не мислам дека ако албанската заедница која живее во Македонија, ако смета дека е тоа навредливо за нив, да не бидат представени како бројка, туку како идентитет, немам никаков проблем да ги ставиме наместо 20% да биде албански јазик или албански народ. Значи, не можам да видам што тука ја загрозува независноста, внатрешната стабилност на нашава држава. Стварно не гледам никако. Како се фрошим со суштината на бугарското барање? Што е спорно ако и бугарите бидат во преамбулата на уставот? Не гледам. Во однос на ова конкретно барање, ако има некој второ, трето, можеме да разговараме. Не, па мислам дека дури ни опозицијата не вели дека впишувањето на бугарите во уставот го загрозува македонскиот идентитет. Таква изјава немаме слушнато. Но дека целиот тој процес да постои таков услов и ред други прашања кои што се дел од преговарачката рамка нема да овозможат воопшто Македонија да дојде од точката на скрининг сега до полноправно членство било кога или како што вели премиерот 2030 година. Беше пред 10 дена за прв пат одека во посета главниот советник, мислам дека се нарекува неговата функција, Дробњак од Хрватска, кој беше главен преговарач во Хрватска. Првата реченица која кажа и во средбата со новинари, со невладини, со државни институции, со мене, со владата, вели ние во Хрватска успеавме за само 6 години да ги завршиме сите преговори, затоа што постоеше апсолутен меѓупартиски консензус за тоа. Че ние не можеме уште 50 години ако не се согласуваме власт и опозиција да направиме било што врзува 2/3 или бара 2/3. Не го спорам тоа. Меѓутоа, во тој момент кога ќе се побара, ќе се иницира промена на устав, ќе се види кој навистина мисли за еднината. Знаете што? Година и пол од сега има парламентарни избори. Значи, можно ли е да дојде до смена власт? Можно е, во демократија власта и ги губи изборите. Доаѓа сегашната опозиција на власт. И таа ќе бара 2/3.
ако сака да продолжи на вистина кон Европска унија. И тоа што доаѓа до сегашната власт, преговараат за друга преговарачка рамка, тоа е последната позиција. Тоа е приказна за мали деца. Тоа е приказна за мали деца. Ќе го преговараме преспанскиот, ќе го правиме. Значи она малку што го знам нешто, што сум начул околу меѓународни односи и преговори, а дал Господ ги имаше од предрамковниот договор па до денес, ви тврдам дека тоа е невозможно. Можно е ако се вика државата, Соединените американски држави, Франција, Германија, Кина, Русија, да. Добро, еве лидерот на опозицијата пружи рака за да се одржи одредена лидерска средба, да се поразговара околу овие прашања, па и премиерот покажи интерес. Албанските партии велат сите четворица лидери од најголемите партии треба да се сретнат. Дали како председател сметате дека треба да им бидете домакин за да почне диалогот по овие прашања? Сум го кажувал да го повторам тоа и многу пати се поставува прашањето. Лидерските средби не се волшебна формула која може да го компензира она што не можете да го направите во парламент. Значи, еве, следиме политика секој ден. Вие од овој аспект, јас од мојот аспект. Кажете ми, за кое прашање не може да се договорат во парламентот, а би можеле кај председателот или не знам, во рамки на Жан Моне диалогот. Значи, ако немаш политичка воља, било кој... Историјата ни покажала дека многу пати на зелена маса во клубот на пратеници, па дури во делегацијата на Европската унија, па и кај вас се постигнувале политички договори. За жал, само со жесток меѓународен притисок. Жесток меѓународен притисок кој ќе ги седне двете, на пример 2001, ќе ги седне двете условно речено страни или трите во тој период и ќе рече ова мора да го направите бидејќи има поширок геостратешки интерес држава да не се распадне. За тековни, а тие тоа го рачуна, ова го рачунат како тековно политичко прашање, не од суштинска важност за Европа зборувам или пошироко, тие не се мешаат во тоа. Тие велат би било добро да имате 2/3, и тоа е на вас. Од вас зависи. Председателе, бевте во Полска. Од таму успеавте да налутите дел од јавноста, кога рековте дека деблокадата на интегративниот процес, како што вие го нарекувате францускиот предлог, е добар не само за Република Северна Македонија и народот кој живее таму, туку и за целиот регион. Дури вашиот поранешен сопартијат, сега градоначалник на Куманово Максим Димитриевски, рече дека се кае што агитирал за вас, што лобирал за вас да станете председател, кога вие немате храброст ни народот да си го наречете така како што треба. Сензитивен е моментот, очигледно дека јавноста обрнува внимание на вакви прашања, зошто не го именувате народот така како што? Значи прво со тој човек никогаш не сме биле сопартици. Дека ја никогаш не сум бил член на политичка партија. Инаку да сум бил во иста политичка партија со тој човек би ми било минус секако во животот. Знаете, постојат две групи на луѓе во Македонија кои имаат потреба од сабајле до вечер да повторуваат ние сме македонци кои зборуваат македонски јазик и така натаму. Едни се оние кои сакаат лесни политички поени на брановите на популизмот или национализмот, кој е нели за жал повторно актуелен во Македонија. Другиот дел од луѓето е оние кои имаат лабаво национално самосознание и стварно им треба постојано да повторуваат дека се македонци со македонски јазик, па некои од нив и тетовираат на чело дека се македонци, за да се чувствуваат стварно како македонци. Јас не само што не еднаш сум покажал дека сум македонец со корени од дедо и прадедо, туку што никогаш не сум имал потреба со било кој соговорник дома или во странство да кажам, знаете што јас сум македонец, само и од вас барам потврда да ми кажете стварно дека сум македонец. Инаку еве зашто станува збор. Прашањето од полската новинарка е следново. Ова го прочитав. Прашањето е што значи отворање на преговорите. Ја велам тоа не е добро само за Северна Македонија и народот кој таму живее, туку и за целиот регион. Замислете да кажам според овие стручњаци за меѓународни односи дека тоа не е добро само за Северна Македонија, туку и за македонскиот народ. Имаме 6 делови од народ други, имаме уште десетина исто така трета групација на народи, на делови од народ кои живеат во Македонија, кои се еднакво вредни како овие што се наведени во уставот и сите тие сакаат европски интеграции. Македонскиот народ и другите народи кои живеат во Република Северна Македонија би било нека дефиниција. Ама тоа не е уставната формулација. Ја како представител морам да го прочитам уставот. И оно што е најиронично и што прилично ми изненади, да не кажем ме разочара како човек, знаете, од кого дел, не се сите се разбира такви, меѓутоа од кого доаѓаат таквите критики? Значи доаѓаат од човек, градоначалникот на Куманово, кој 2018 гласаше за Преспанскиот договор, затоа што партијата така му кажа. Во меѓувреме, веројатно не се договориле со партијата што треба да му дадат и тој ја менува плочата и се последниве месеци или година дена е поголем ВМРО-вец од ВМРО-вците. Знаете, морам најискрено да ви кажам, стварно се срамам што такви политички прелетачи воопшто ме гласат. А мене два пати во ова интервју ме збунува кога го коментирате Преспанскиот договор сега, кога велите ви изненадува што го гласал по наредба од партија и еднаш на почетокот кога рековте се надевате дека процесот нема да изгледа така како што изгледаше процесот за Преспанскиот договор, како вие повеќе резерви да имате према целиот тој процес и тоа гласа. Јас бев 2018 за Преспанскиот договор, јас сум 2022 за Преспанскиот договор.
И тоа менување на ставови преку ноќ заради ефтини политички поени никогаш не сум го одобрил, уште помалку самиот да го практикувам. Ќе одите ли на отварањето на македонскиот клуб во Благоевград? Ако го знаете соопштението на оние кои го организираа тоа, тие мене не ме покани. Иако што ме чуди, затоа што Секој граѓанин може ли председател? Тоа го кажува, премиерот го кажува, инаку ме чуди затоа што дел од тие луѓе кои отвараат како денешно спомен куќа или дом, бидејќи тоа не е регистрирано според бугарските прописи, приватна иницијатива, тие барем четворица од нив беа кај мене на средба заедно со Омо и Линдени и другите организации на македонци во Бугарија. Меѓутоа независно од тоа, се разбира, нема. Може би ви се налутија што не ги нарековте организации на македонци во Бугарија во соопштението од кабинетот. Знаете, јас со нив кога дојдоа кај мене, прво што ги прашав е дали било кога од 90 до денес, значи 31-2 години сме независна држава, значи од Глигоров до мене, дали било кој ги примил како група македонци од Бугарија. Рекоа не. Може да замислите, оваа држава после 31 година независност првпат прима македонци од Бугарија. Замислете, тоа е грижата на нашава држава за диаспорите наоколу. Така што мислам дека направив прилично крупна работа, без да излезе тоа како себе фалење, со тоа што ги примив тие луѓе, ако паметите, тоа најде на страшно негативни реакции во Софија после тоа како јас сум се дрзнал воопшто да примам државјани на Бугарија како вела тие од непостоечкото македонско малцинство. Значи не одите во Благоевград, сметате дека не сте поканет. Што е со здруженијата бугарски во Македонија? На почетокот исто така ги споменавме. Партиите се чини дека имаат консензус за нов закон кој што ќе ги дефинира овие прашања, но веројатно барем според најавите од Министерството за правда тој нема да се однесува ретроактивно на здруженијата кои што се веќе формирани. Сметате ли дека треба да се преиспитаат со оглед на тоа што будат негативни чувства кај македонските граѓани? Јас сум првиот политичар во Македонија кој веднаш дента кога беше отворен на контроверзен начин клубот Ванчо Михајлов во Битола, реков дека прво тоа е недозволено, бидејќи станува збор за докажан фашистички соработник, и понатаму треба да се преиспита работата на сите тие здруженија кои носат такви имња, не само активноста, туку самото име на здруженијата. И јас пред 2,5 месеци повикав на законски промени ако се неопходни, иако имаше експерти кои тврдеа дека може и со постојаната легислатива да се преиспита нивната работа. Она што повторно не ме бендисува, само на тоа отворено да го кажам, тоа не е критика за влада или за опозиција, тоа е критика за парламентот кој за жал многу бавно работи. Ние не смееме да ја, извинете на израз народен, да ја килавиме таа работа. Ако власта и опозицијата на ова прашање имаат, значи они имаат двотретинско мнозинство, имаат над 80 гласа да се отвори постапка и по брза постапка да се донесе ваков закон, не знам што воопшто сега се фемкаат во парламентот и им требаат недели и овој закон да го донесат. Инаку постојат државни институции како што јавно обвинителство, на пример, кој може да ја преиспита работата на овие постојни клубови, ако некој го спорат принципот на ретроактивност, инаку тука да бидеме најасно, има две школи на мислење. Некој вела дека оваа формулација што е во предлог законот и на едната и на другата политичка страна не значи ретроактивност во класична смисла и не е со устав забранета. Меѓутоа, ако и така доминантното мислење, дајте тогаш да ги преиспитаме нивните активности досега, бидејќи е неспорно една од основите да го преиспиташ работењето на постојните организирани здруженија е дали тие со својата активност разговаруваат национална и верска омраза и нетрпеливост. А секако може да го проверите финансирањето на овие организации? Не би, можно е се развива финансиска полиција и така натаму, МВР и така натаму, меѓутоа јас мислам дека самиот назив на на клубовите ги иритира македонците и поред самото тоа имавме палење, да не го правдам, меѓутоа испровоцирано палење на клубот Ванчо Михајлов. Чи зошто да дозволиме имиња на клубови кои очигледно разговаруваат верска или национална верска омраза и нетрпеливост. Тоа е по мене примарниот услов кој треба да се цени кога се преиспитува работата на досегашните клубови. Имате средба вечерва по ова интервју со Урсула фон дер Лајен, таа ќе дојде во вашиот кабинет во Вила Водна. Очекувате да биде тема на разговор и постапката до каде сме со промената на уставот? Ќе бидат ли политичките прашања на агендата помеѓу вас? Јас имам прво одвоена средба на само со неа, меѓутоа и за таа средба и за пленарната средба потоа, тоа ќе биде работна вечера, поинаку кажано. Имам најава само дека ќе се разговара за договорот со Frontex, дека тоа е убав пробив во насока на што е нашата најголема загриженост. И до сега и понатаму ќе биде, ако евентуално има такви атаци врз нашиот идентитет. И втората работа е што од економски аспект за нашите граѓани е далеку поважно, носи економски пакет кој треба и на државите кои не се членки се уште на Европската унија да им помогне да ја пребродат оваа зима, значи еден вид на
на енергетски пакет кој треба да ни помогне да по пониски цени ги набавиме енергентите кои ни се необходни. Би ја прашале ли фон дер Лајен дали може Европската унија да даде гаранции какви што бара опозицијата за зачувување на македонскиот јазик и идентитет во процесот на преговори? Таа прво преговорите ќе траат со години. Незиниот мандат е уште 2,5-3 години. Не верувам дека може да даде гаранција за она време и период кога нема да биде начело на Европската комисија. Не зборам како институции. Дали може Европската унија да даде такви Јас би одел гаранции? не како институција, него јас би дадел институција која има 27 земји членки представени со своји комесари. Јас би одел околу незините лични гаранции, ако се можам така да ги наречам. Незиниот говор во парламентот прецизно кажа дека вие ќе влезете како македонци кои зборуваат македонски јазик, кои ќе ги исполните сите други критериуми за влез во унијата. Добро, како што рековте, 2,5 години е мандатот, зборувам институционално. Еве, лидерот на опозицијата предлагаше Европскиот парламент да донесе некаква резолуција, декларација која се однесува на македонскиот јазик. Зборувам за акти кои што би можело трајно да гарантираат Можно нешто. е, меѓутоа знаете, тие акти, тие резолуции на Европскиот парламент имаат политичка символика, не се задолжителни. Тие ги нарекуваат не се законски обврзни за никого, вклучително и за Бугарија. Има една иницијатива за која вреди да се размислува. Дали ние би можеле во наредниот период од овој аспект да бараме и некаков тип на билатерална гаранција од други парламенти, земји членки, па некои спомнуваат и Соединетите американски држави, иако не се членки на Европската унија, значи Конгресот или не знам Бундестагот да донесе резолуција во која ќе каже ние овие луѓе кои таму живеат, како велиме, ги признаваме како македонци на вистина кои зборуваат македонски јазик и од тој аспект за нас нема проблем. Меѓутоа повторно ќе се постави на крајот прашањето дали сите 27 парламенти на земји членки тоа ќе го направат. Не велам дека е лошо да имате 20-25 такви. Добро, би иницирале вие како председател некоја таква резолуција на некој парламент од 27 земји членки? Меѓу нас кажано, тоа е веќе разговарано со неколку битни европски лидери, не само од моја страна, и од нашите други политички првенци кои патуваат низ Европа. Меѓутоа мислам дека за да не ги ставам во непријатна ситуација моите соговорници во Европа, додека тоа евентуално не се случи да не го дискутираме во јавност. Вчера премиерот од партиска трибина рече дека се надева на победа на и парламентарните, но и председателските избори заедно во 2024 година. Поранешниот премиер Заев неодамна рече дека не планира да се кандидира за председателски мандат, иако е општествено активен преку неговата фондација. Дали Стево Пендаровски планира кандидатура, трета кандидатура за втор председателски мандат? Јас мислам дека е најдобро да го измениме уставот и да си доделам самиот на себе доживотен мандат за на секој 5 години да не ми го поставуваат ова прашање. Се шегувам, многу време има до следните избори, уште година и пол. Главната задача која си ја поставив пред себе си уште првиот ден од мојот мандат во 2019 во мај месец е до последниот ден со Господ напред да одработам колку умеам и знам во интерес на македонските граѓани. Стево Пендаровски во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам.